Почитувани медиуми, добре дојдовте на пресконференцијата на председателот на СДСМ Зоран Заев. Да ви известиме дека после обраќањето ќе имате можност за поставување и прашања. Повелете, председател. Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, драги новинари, почитувана македонска јавност, Северна Македонија, регионот, Европа и голем дел од светот се соочуваат со најголемиот здравствен предизвик во поновата светска историја. Со право, на глобално ниво, се преземаат сериозни и досега незабележани здравствени и превентивни и санкциски мерки за справување со оваа сериозна криза. Се бара крајна внимателност од сите, и од граѓаните, и од институциите, и од бизнис секторот, и од политичарите. Северна Македонија е меѓу ретките во регионот која преку владата, преку институциите, презема целосно навремени, одговорни и ефикасни мерки за справување со вирусот COVID-19, познат како корона, како и за спречување на ширењето на заразата. Затоа, во оваа прилика, изразувам јавна благодарност и високо ниво на почит и признание до сите здравствени работници, но и до сите полициски службеници, до сите припадници на армијата, до сите кои ги водат јавните комуникации и до секој службеник кој учествува во реализација на акциите кои ги преземаат институциите. Благодарност и до вас новинарите за навременото и отчетно и отворено известување до македонската јавност. Сите вие сте на висината на задачата, секоја чест. Наша задача е, како граѓани, целосно и строго да ги почитуваме мерките. Шопинг моловите, угостителските објекти, казината, обложувалниците се затворени. Забранете влез на лица кои доаѓаат од држави со висок или среден ризик од корона. Затворени се гранични премини со сите соседни држави, освен 5 најголеми: Табановце, Блаце, Девебаир, Богородица и Ќафасан. Затворен е и аеродромот во Охрид. Уште предходно беа затворени сите градинки, основни и средни училишта, факултети и универзитети, затворени се спортските објекти како вежбални, базени, фитнес центри, спортски сали и стадиони, забранети се сите јавни или приватни масовни собири. Ризичните групи се ослободени од работни обврски, а ослободен е и еден родител на дете до 10 годишна возраст кои посетуваат градинка или училиште. Ако е потребно, а веројатно ќе биде потребно, мерките ќе се заоструваат. Почитувани, треба да имаме на ум дека се справуваме со нов и непредвидлив вирус, каде потенцијална жртва е секој од нас. Се трудиме максимално сите ситуацијата и натаму да биде и да се држи под контрола. Да нема нови жаришта, да не броиме жртви, туку излекувани. Сликите од нашите градови, од нашата татковина, да не бидат исти како сликите од Вухан, од Кина, како сликите од Северна Италија. Но, за да се случи тоа, потребна е максимална посветеност, максимална ангажираност од секој еден од нас. Да продолжиме како и досега, да се однесуваме одговорно и зрело, затоа што се работи за нашето здравје, за здравјето на нашите најблиски. Да не подлегнуваме на дезинформации и на лажни вести кои шират паника. Да се информираме исклучиво преку институциите и медиумите кои ги пренесуваат официјалните информации на институциите. Затоа што здравјето и безбедноста на граѓаните немаат и никогаш нема да имаат цена. Затоа, почитувани граѓани, во вакви услови, повеќе од јасно е дека условите не дозволуваат нормално спроведување на изборите. Наместо во организација на изборите, сега е време секој еден ресурс и човечки, и институционален, и политички да се стави во функција на заштита на граѓаните и борба со вирусот. Затоа, денеска, јас во името на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, чиј председател сум, повикувам да се организира лидерска средба на председателите на политичките партии, на која ќе се разговара
за одложување на изборите. За нас е прифатливо и председателот Пендаровски да ја свика ваквата лидерска средба да разговараме на оваа тема. Со овој став, нашите представници ќе одат денеска на Советот за безбедност кај председателот Стево Пендаровски и ќе го предложат како приоритетна точка. Прво, здравје и безбедни граѓани, после се друго, после и избори. Воедно, сакам да ги известам граѓаните и особено бизнис секторот, дека помагам интензивно во дефинирање на економските мерки. Нашите министри, целата влада, економски експерти, дефинираме серија конкретни економски мерки со кои ќе се санираат последиците, тие ќе бидат објавени многу скоро. Почитувани, сега не е време за политички противници. Сега имаме само еден противник, вирусот корона. Сега не е време за политички и лични рейтинзи. Денес само еден рейтинг е важен. Процентот на заболени да биде што помал, а процентот на излекувани да биде целосен. Тоа е важно денеска и во периодот што следува. Време е граѓаните да бидат обединети и сложни политичари да видиме во одбрана на она што ни е најважно. Здравието наше и здравието на сите околу нас. И верувам дека можеме да успееме. Ќе успееме затоа што секогаш сме биле сплотени во маката, сме си биле потребни секогаш едни на други и така ќе биде и овој пат. Сплотени во маката ќе се издигнеме и ќе бидеме сплотени во радоста кога оваа закана ќе оставиме зад себе. Ви посакувам добро здравје и продолжете одговорно, зрело и совесно да продолжиме да ги следиме мерките, да се заштитиме себе си, да ги заштитиме и оние до нас. Благодарам.